Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Снегот и ниските температури го отежнуваат сообраќајот во југозападниот регион. Министерката за култура со непознавање на законите ја кочи катната гаража во Охрид, реагира Пецаков. Во Охридската библиотека профункционираа обработката на периодика и книговезницата. На 3 милиони патници минатата година обслужиле Скопскиот и Охридскиот аеродром. Велика Британија се уште е под влијание на бурата Иша. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес поладното утро со пад на утринската температура и појава на умерен мраз, во текот на денот имавме претежно сончево време со локална облачност и многу студено со максимална дневна температура до 2 степени. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе преовладува претежно ведро и студено време. Утре во Западна и Северна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со силен ветар со удари до 100 км на час. Во останатите предели на Европа претежно сончево со локална облачност и студено време. На Балканот во северните и централните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а на повисоките места со слаби врнежи од снег. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и студено. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -1 до 10 степени. Во Македонија во вторник ледено утро со појава на мраз и температури кои што ќе се движат во интервал од -16 до -4 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и студено со благ пораст на дневните температури. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветар кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат од 0 до 8 степени. Во Охрид во вторник студено утро со температура од -7 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и студено. Ќе дува до умерен североисточен ветар. Максималната дневна температура ќе достигне до 3 степени. Во среда по студеното утро и температура од -2 степени, во текот на денот претежно сончево со локална облачност и дневна температура од 5 степени. Во четврток во Охрид претежно сончево со појава на локална облачност и топло време. Во попладневните часови со услови за слаб дожд. Дневната температура ќе достигне до 6 степени. Во петок по студеното утро со температура од -4 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 6 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од мар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Снежните наноси и ниските температури од викендов го отежнаа сообраќајот. Екипите на Македонија пат и комуналните предпријатија на терен. Повеќето патни правци во Охридско-Струшкиот регион се расчистени и проодни, но има остатоци од снег и појава на голомразица. Се препорачува внимателно возење и задолжителна зимска опрема. Остатоците од снег и ниските температури го отежнуваат сообраќајот. Повеќето патишта во Охридско-Струшкиот регион се проодни. Од вчера укинати се забраните за сообраќај на тешки возила кон ѓавато и граничниот премин Ќафасн, но поради ниските температури на повеќето патни правци има појава на голомразица и лизгав коловоз. Се препорачува внимателно возење, особено на патот Струга-Дебар поради појава на одрони. Екипите на Македонија пат и јавните комунални предпријатија на терен се расчистува и се посипува со абразивни средства. Сите правци се слободни. Се работеше 24 часа непрекинато. Само ден и ноќе потрошивме околу 100 кубици абразивен материјал. Како секција Струга располагаме со 3 товарни камиони, опремени со ножи товарни соларки и една полутеретно. А2 магистралниот пат Ќафасан беше затворено и денес во 8 часот и 30 минути беше забраната укинета. Патите правци Струга-Дебар проходни, внимателно возење поради некои места има и остатоци од кашак снег. Ги замолиме возачиве опремени да се и да возат внимателно во зимски услови. Дел од повисоките планински села на Јабланица, Долни Дримкол и Малесија остануваат одсечени. Тие се последни на листата за расчистување. Во некој нема ни можност за пристапност со механизација, но жителите таму се подготвени, нема пријави за помош до Центарот за управување со кризи. До граѓаните да патуваат внимателно во текот на вчерашниот саботен ден, а и за денеска недела, ако тоа е неопходно, и секако со доволно гориво во резервоарите и со соодветна зимска опрема за возилата, бидејќи на повисоките места и планинските преои секако тоа е потребно. И заради тоа што особено денеска утрово имаше формирани навеви од снег и на одредени патни правци и голомразица. Затоа подсетивме и апелиравме дека граѓаните кои што живеат во повисоките места, покрај тоа што требало навремено да се снабдат со основни и лекови, препорачавме внимателно да се движат и дури и пеш, бидејќи на места, особено на осојните места, на повисоките места е можна појава на голомразица. Снежните наноси предизвикаа проблеми со електричното напојување во десетина села во Кичево, Охрид и Ресен. И покрај тоа што состојбата во сообраќајот се стабилизира, надлежните препорачуваат исклучително внимателно возење и поседување на зимска опрема.
Од планинската спасителна служба Охрид велат деновиве имале неколку интервенции за извлекување на заглавени возила на планината Галичица. Оттаму апелираат граѓаните да бидат совесни и да ја почитуваат забраната за движење на патниот правец Охрид Ресен преку Галичица. Министерката за култура со непознавање на законите ја кочи катната гаража, реагира градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Непознавањето на законите и постапувањето спротивно од нив со кочење на еден од најважните проекти за Охрид како град си носи одговорност сама по себе за непостапување. И ви ветувам дека не ја оставам оваа работа така како што мислите, вели Пецаков. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денеска повторно реагира на изјавата на Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска во врска со проектот за изградба на катна гаража во Охрид, кој е заглавен неколку години и се уште нема добиено конзерваторско одобрение. Имено Министерката неодамна изјави дека објекти од јавен интерес се училишта, детски градинки, спортски терени, меѓутоа, како што рече, катна гаража баш не. Оваа изјава градоначалникот на Охрид ја нарече несреќна. За нештата да бидат појасни, година и пол не малтретираат и мене како градоначалник и граѓаните на Охрид со милион забелешки, препораки и измени. Иако по сите тие постапено, упорно не добиваме позитивно мислење од култура, за на крај, како што јавно кажав од Министерството во стручниот тим да викаат што си замислуваат тие ке правеле катна гаража, вели Пецаков во објава на Фејсбук. Тој во прилог објави и делови од Законот за експроприација, член 7, каде јасно е напишано што е јавен интерес од локално значење и тука е напишана засебно катна гаража. Тотална неписменост и непознавање на законите, не само општо, туку и за сопствените ингеренции и надлежности. Непознавањето на законите и постапувањето спротивно од законите со кочење на еден од најважните проекти за Охрид си носи одговорност сама по себе за непостапување и ви ветувам не ја оставам оваа работа така како што мислите, вели градоначалникот на Охрид. Во Националната установа библиотека Григор Прличев профункционира обработката на периодиката и книговезницата. Од библиотеката посочуваат дека по повторното отварање на работното место книговезец минатата година, по пауза од 10 години, беа создадени минимални услови за работа и заштита на оштетениот книжен фонд на библиотеката. По повеќе од 15 години пауза во Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид профункционира одделот за обработка на серијски публикации. Наталожената со години периодика библиотекарот Владимир Куциновски по поминатите стручни обуки започна да ја селектира и внесува во Кобис-3 системот. На Кобис-3 може да се побараат податоци, но и да се користат во читалната 1350 библиотечни единици. Паралелно со обработката одеше и средувањето на депото во кое најбројни се дневниот печат, годишните, полугодишните и месечните публикации од сите области. Например, од нашиот најстар македонски дневен весник Нова Македонија, кај нас ги поседуваме и броевите кои почнале да се објавуваат после 1949 година па наваму, велат од библиотеката. Посочуваат дека по повторното отворање на работното место книговезец, минатата година по пауза од 10 години беа создадени минимални услови за работа и заштита и на оштетениот книжен фонд во библиотеката. Книговезецот Даниела Ристеска предходно беше на куса обука во Националната установа библиотека Свети Климент Охридски во Скопје и сега секојдневно во соработка со библиотекарите од одделот за заемување прави селекција на оштетени книги кои со минимална заштита може да се вратат на полиците и да бидат полезни за читателите. Двата македонски аеродроми, меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, со кој управува ТАФ Македонија, бележат 33% пораст во патничкиот сообраќај во 2023 година, споредено со 2022 година, и 18% пораст во однос на рекордната 2019 година. Меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид ја завршија 2023 година со значително закрепнување на патничкиот авиосообраќај, со што достигнаа приближно 3,15 милиони патници и обслужени близу 24.000 летови, што значи и две истовремени достигнувања. Надминување на рекордниот број на патници од 2019 година и за прв пат обслужени се над 3 милиони патници на двата аеродроми.
Со преку 3 милиони обслужени патници, уште еднаш докажавме дека со постојаност и сериозна посветеност кон обезбедување на аеродромски услуги со најдобар квалитет, успехот е неизбежен. По остриот пат на сообраќајот во авиопревозот и воздухопловството, срекни сме што сме сведоци на целосно закрепнување и постигнати нови пресвртници во изминатата 2023 година. Порастот од 33% на патничкиот сообраќај е одлично достигнување и овие резултати на висок пораст се одраз на напорната работа и посветеноста на персоналот на Скопскиот и Охридскиот аеродром, за што сум благодарен, изјави Неџат Курт, генерален директор на ТАФ Македонија. Од аеродромскиот оператор се задоволни бидејќи македонските аеродроми ги надминаа прогнозите за европскиот авионски патнички сообраќај на Меѓународниот совет на аеродроми за 2023 година за речиси 23% наспроти 2019 година и се сигурни дека позитивниот тренд ќе продолжи и сигурно ќе ги надмине прогнозираните плюс 1,4% и за 2024 година, особено имајќи предвид силната побарувачка за авиотранспорт како и квалитетот на услугите што се нудат на аеродромите во Скопје и Охрид. Најфреквентни дестинации на Охридскиот аеродром според статистиката за патничкиот сообраќај на ТАФ Македонија за 2023 година биле Базел, Виена, Дортмунд, Мемингем, Малме, Цирих и Амстердам. Горивата од Нокеска на полнок со нови цени, соопшти Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Бензините и дизел горивата поскапуваат за 1,5 денар, а екстра лесното масло за домакинство за 1 денар. Евросуперот БС95 ке се продава за 78 денари за литар, Евросуперот БС98 за 80 денари. Новата малопродажна цена на евродизелот ке изнесува 75, а на екстра лесното масло за домакинство 74,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторна, малопродажната цена на мазутот ке изнесува 41,732 денари. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. 2 лица загинале, а најмалку 47 се водат за исчезнати поради лизгање на земјиштето во градот Жаотонг во кинеската провинција Јунан. Спасувачки операции со околу 1000 спасувачи и 200 спасувачки возила се во тек, објавија кинеските државни медиуми. Повеќе од 500 луѓе се евакуирани и се уште не е јасно што го предизвикало лизгањето на земјиштето. Кинескиот подпредседател со работна група отишол на местото на одронот за да ја води спасувачката работа. Според Националниот метеоролошки центар, Јунан е една од неколкуте провинции која моментално се соочува со студен бран и ниски температури. Гувернерот на Флорида Рон Де Сантис, кој се сметаше за најдобра опција на републиканците против Доналд Трамп, се откажа од трката за претседателски кандидат и го поддржа Трамп. Доналд Трамп изјавил дека е почестен со поддршката на Сантис. Изборниот тим на Трамп соопштил дека сега е време сите републиканци да се соберат зад претседател Трамп за да го поразат актуелниот претседател Џо Бајден на претседателските избори во ноември и да го прекинат неговото катастрофално водење на САД. Сега прелиминарната трка на конзервативната партија ќе се претвори во дуел помеѓу Трамп и поранешната амбасадорка во Обединетите нации Ники Хејли, за која за време на настапот на кампањата во Њу Хемпшир Трамп рече дека е глобалист. Хејли пак се надева на гласовите на сите оние конзервативни гласачи на кои им е доста од Трамп. Велика Британија се уште е под влијание на бурата Иша. Британската метеоролошка служба издаде предупредувања за ветер со налети до 160 км на час. Вчера и денес има прекини во британскиот воздушен и железнички сообраќај, а илјадници домови останаа без електрична енергија. Британската електрична мрежа објави дека ја вратила струјата во повеќе домакинства во Јужна и Источна Англија, но околу 45.000 домови во Северна Ирска се уште се без струја. Најпогодена беше Шкотска со ветрови до 144 км на час. Синоќа Организацијата за истражување на торнадо и бури соопшти дека постои ризик од силни бури со град до 20 мм низ цела Ирска и поголемиот дел од Шкотска, а во Англија и Велс денес се можни 1 или 2 торнада. Треба да се очекуваат штети на куки и згради, паднати дрвја, прекин на електричната енергија, летечки отпад, големи бранови, па дури и поплави.
Најмалку 12 лица осомничени за криминал се убиени во северната мексиканска држава Сонора, изјавил портпаролот на обвинителството. Според извештаите, жртвите биле членови на наркокартел кои се обиделе да го ослободат приведениот син на еден од нив. 7 лица успеале да побегнат, а некои од нив најверојатно биле ранети, се наведува во соопштението на државното обвинителство на Сонора. Во престрелката биле повредени и двајца полицајци. Безбедносните сили биле нападнати на автопат, но успеале да го одбијат нападот и заплениле оружје, 6 комбиња и значително количество муниција, пренесува Тањук. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.